Со едноминутен молк положување букет цвеќе пред спомен бистата на Васил Доганџиски и Јаким Стојков се одбележа 81 година од нивната смрт. Представници од локалната самоуправа, политички партии, делегации, здруженија и пријатели оддадоа честа, беше подготвен и пригоден говор. За да одбележиме 81 година од нивното погибие, 81 година од излекувањето на првиот плачковички партизански одел и неговото раздивање. Ставот и подготовките на партиското членство за вооружена борба против фашистски окупатори Германија, Бугарија и Италија и против домашните студии и предавници не само овде во Штип, туку и од цела Македонија бил присутен уште од самиот почеток на окупацијата. Имено, веднаш по окупацијата на бивша Југославија, Германија дозволи на својот бугарски сојузник со својата војска да навлезе и да ја окупира источна и централна Македонија, а на Италија западна Македонија. Подоцна уште во 1941 година била донесена одлука за формирање на два одреда, еден плачковички и еден лакавички, но заради присуството на големи воени и политички сили во Источна Македонија, особено во Штип, не се реализирала ваквата идеја. На 6 ноември 1944 година Покраинскиот комитет, како и местниот комитет на Штип, донеле одлука за формирање на група со задача на излегување на борци на првиот плачковички партизански одел. Во исто време местниот комитет на Штип го одредил и составот на групата во која влегле Васил Доганџиски, Јаким Стојков, Гера Сунев и Ванчо Китаров. На 15 декември 1942 година групата се собра во селото Долани, а оттаму истата вечер замениле на договорното место кај местото Струмина Чешма. Таму веќе ги чекала врстата која организирал Васил Доганџиски Шилјо, а тоа бил неговиот татко Никола Златев. Настанот заврши со честитки за одбележување на празникот Свети Никола, кој е заштитник на градот Штип.